Се враќаме во студиото, тука е господинот Агром Фазли, председател на Занечиската комора. Господине Фазли, добре дојавте во студио 10. Добро ве најдов, благодарам за поканата, инаку председател на Занечиска комора на Македонија. На Македонија, да, се разбира. Имавме ни едно гостување пред еден одреден период каде што зборувавме отприлика и за активностите на Занечиската комора, но и за проблемите на занаечиите. Сега ќе почнеме со она што имаме една стратегија на државата за самовработување, каде што се помага на луѓето да почнат бизнес, да почнат со работа, им се дава еден ветер во грб и потоа се разбира треба да видиме како тоа ќе се одвива. Прво сакам да ве прашам за таа мерка. Како се одвива, кои се резултатите? Вака, мерката веќе заврши. Вчера видовме дека и премиерот делеше ваучери на младите лица. Како комора ние сме задоволни од еден аспект, бидејќи мерката за самовработување ја покачи сумата за субвенции кај лицата што сакат да отварат фирми дејности. Претhodно беше 5000 евра против денарска вредност, сега е 10.000 евра за младо лице до 29 години и додека ако се спојат два лица да отварат дејност фирма, она ќе биде дури 20.000 евра. За мерката беше многу заинтересираноста голема, каде што дури 6.000 апликанти аплицираа за мерката, а добија 2.655 апликанти. Од тие 2.655 апликанти, дури 70% се вршители на занечиска дејност и самостојни вршители на дејноста. Така да, ние како комора, предодно реагиравме за да се покрене сумата, бидејќи имаме интензивни разговори со обртничката комора од Хрватска, тоа е Занечиската комора на Република Хрватска, кои се во Европска унија, и видовме дека младите се стимулираат само на ваков начин, но ние дополнително бараме категоризација на овие дејности за следната година за оперативниот план, за да можат лицата, односно луѓето што ќе се одлучат да отварат свој бизнис, да имат и повеќе бенефити, односно покачена сума, затоа што со 10.000 евра, сме го кажале тоа и порано, можеш слободно да отвориш еден козметички или фризерски салон, но не се доволни за пекара, бидејќи тие работни машини се многу прескапи, барат повеќе инвестиции, или сладкара, или автомеханичар, автоелектричар, каде што барат повеќе инвестиции, лифтови, разни компјутерски прогнози и така натаму. И верувам дека државата ќе најде на слух и ќе ги слуша нашите барања да во следната година младите уште повеќе аплицира за да отварат своји бизниси и да бидат своји сами газди. Да, господине Фазли, еве, кога зборуваме за овој сегмент, тој почетен пуш, таа една почетна помош е добра и добре дојдена, се разбира, но сега ние зборуваме потоа за условите под кои работат занечиите. Вие ворете да почнете бизнис и сето тоа, но потоа се соочувате малку со нашата реалност, каде што работите во теорија се едно, а во пракса друго. Се разбира, да. За жал. Тука зборуваме за оние проблеми со кои се соочуваат занаечиите, па е вака генерално за влез во оваа тема. Што обстојува се уште од тие проблеми? Со што најчесто се соочуваат? Значи, веднаш да кажем дека за новата формирана фирма треба да стекне искуство и веднаш при влегување во пазарот на трудот се соочува со две многу големи проблеми, а тоа сивата економија и нелојалноста, односно нерегистрирани дејности. Нелојална конкуренција. Да, нелојална конкуренција. Така да државата покрај ова треба
стриктно да врши контроли тамо каде што има сознание дека имаат нерегистрирани, односно непријавени фирми. А тоа за жал се многу и овие контроли не треба да се претегат само во градските подрачја, да кажам, бидејќи јас како председател сум го рекол и тоа и стојам во тоа дека државата еднаш за секогаш треба да почнува да го спроведува законот од Крива Паланка па од Струга. Значи, целата Македонија да биде опфатена, сите општини треба да бидат опфатени, зашто ние имаме и регионални комори каде што опфаќат и општини кои што имат занечиски дејности, но не се регистрирани. Така да, мора во секаков начин да ја сузбиваме едноставно сивата економија, да им оставиме простор на овие млади фирми да се созреват, да вработат луѓе и да имат можност за клиенти да доаѓат кај нив, за да имат можност и бенефити да ги одржат тие фирми. Имаше примери каде што и предходно се даваше мерката од 5000 евра и се отвараа фирми, но за жал за 2 години истите фирми банкротираа и ги затвораа поради нелојалната економија и сивата економија. И затоа апелирам да државата покрај тоа што даде буџет скоро 44 милиони евра во склоп на целата наша држава, да внимава да ги сочуваме овие фирми и да можеме да ги иновираме, односно да одат напред со вработување на други лица, со отворен пазар, да имат бенефити, за да не пристапат и они кон само да ја искористат мерката и потоа да ја затворат таа фирма, бидејќи гледаме секоја година негде околу 7000 вршители фирми и вршители на занечиска дејност, самостојни вршители на дејноста се затварат и се отварат, и од тука е еден прашалник дали се тие фирми што ја користат мерката и само ја користат мерката и ги затварат дејностите, и така да државата мора да припази во оваа насока. Со други зборови, наместо да земете дали владени субвенции или сам да отварате фирма, многу изгледа полесно во нашата држава, отвори еден Facebook профил и без пари продавај се што сакаш, праќај по карго. Сега јас симплифицирам како тоа изгледа во пракса. Сега се дигна една голема галама во јавноста околу тоа, околу ДДВ-то за мали пратки од дали експрес, ба дали треба, дали не треба, но никој не зборува за таа онлайн продажба кај нас која што масовно се прави. Сега само доволно е да влезете на Facebook и веќе ве бомбардираат со продавање на производи. За жал, да. Можеби најчесто се работи за обична трговија, но имаме и занечиски производи, се продава се што, буквално се неконтролирано. Буквално нелојалната конкуренција доаѓа сега новото време, иновациите, Facebook страните буквално конкурираат и на големите фирми, затоа што никој не ги контролира и немаме закон. Значи, може да и наидете дури и сега гледам и на ајвар, на лютеница што се продава, дури до тамо одат нелегалните продажби и неконтролиран производ. Така да, буквално, државата треба да донесе стрикен закон за овие онлайн продажби, приватни Facebook профили, да ги детектира. Има можност државата да има стратегија за да ги заштити формалните дејности. Затоа што не се работи само за еден продукт, се работи, како рековте и вие, се работи за гама продукти, не само за занечиски и за други фирми. Значи, апсолутно се рекламира, се продава буквално неконтролиран производ, и така да верувам дека државата ќе најде начин како ќе го запре тоа, за да можат формалните дејности да екзистират. Но за жал ми се чини дека не се зборува за ова воопшто. Можеби вие во вашите кругови, но вака во јавноста... Во јавноста не се зборува, се покрена тоа со ДДВ-то од Тему и од AliExpress, беше тоа ДДВ-то од 22
посто, но тему правише големи проблеми на нашата скромна економија. Да. Но покрај тоа, јас не би се сложил 22%, тоа мислам дека е многу малку. Треба да преземат многу поригорозни мерки за да го заштитат домашниот пазар. Ние гледаме дека нашите клиенти петок, сабота, недела ги нема во нашата држава, за жал. Одат дали во Косово, дали во Србија, дали во Грција и избегават да купуваат во нашите објекти, односно нашите продажни салони. Така да државата мора да мисли како да го задржи првично клиентот, нашиот клиент што е од Македонија, да го задржи тука и да он ги става средствата во фирмите, па потоа да видиме како да ќе ги привлечеме и туристите за да можат да имаме бенефит. Знаеме дека законот за неработен ден во недела уште лепде, никаква постапка нема преземена за тоа, а од друга страна само моловите работат и се прашувам дали намерно се канализират луѓе да одат во моловите да ги остават средствата, а во чашиите каде што претежно има занечиства, има и малските дуќани што имат разни деловни субјекти, не можат да работат во недела и тука е проблемот. Ние не можеме сите да се имаме во моловите дуќани објекти за да може да работиме. Тука гледам дека се кршат и некои човекови права. Едноставно, вие ако сакате да отварате во недела, треба да отварате објект во мол за да може да работите. Но од друга страна, ако сакате во малски дуќан или во чашија да отварате, вие не може да работите. Тука се кршат некои правила економски, така да, но и човечки по моје мислење, така да мора да имаме стратегија за да ги решиме сите овие ситуации во насока на подобрување на економските капацитети на нашата држава и на малите и микросубјекти во Македонија. Има ли некаква иницијатива? Имаше нешто се зборуваше во јавност за промена на законот за неработна недела? Се случува ли нешто на Не, да, има иницијатива, но уште немаме сознание дали или информации повратни од соодветните министерствата или од влада, дали ќе се промени, дали ќе се либерализира тој закон, да можат да луѓето работат во недела, но со почитување нели на одредбите на законот за плаќање на работниците и со сето тоа другото. Немаме никаква информација за жал и чекаме да се подобрат условите. Ја верувам дека ќе мора државата да смисли, да има стратегија и да мисли за микромалите фирми, бидејќи во нашата држава 98% се микромали и средни, да кажам, под наводници предпријатија, индустрија само е 0,8% во Македонија, така да ние мора да се насочиме кон микромалите фирми. Да, но за жал се уште обстојува негативната појава да работната сила се заминува од земјата. Малите дејности се најчесто погодени од економската криза. Тука имаме и се уште обстојува состојбата за нечиите да плаќаат индустријска струја, дупло поскапа струја од обичната. Некако како да не се размислува таа стратегија да се насочи да се помогне малку повеќе на овие дејности и да се задржат луѓето тука во државата, да не размислуваат секогаш додат да работат во Германија или на некое друго место. Туку некако како по инерција се тече цело време тоа. Не се размислува за некоја малку по-темелна реформа, ајде да речем. Да, темелна реформа треба. Мислам дека не се сваќа сериозноста на состојбата која што се наоѓаме во моментот. Затоа што субјект од 24 квадрати или 20 квадрати сега во зимно време да работи и да плаќа до 20.000 денара електрична енергија индустријска, а работи со еден фен, мислам дека не е реално. И токму од
вакви и слични причини луѓето немаат никаква можност да опстојат во пазарот и се одлучуваат да затворат субјекти и да си заминат во Германија, каде што се плаќа честно и се цени нивниот труд. Државата мора да мисли дека микромалите фирми не се индустрија. И затоа јас пред известно време упатив и до Министерската за енергетика покрај тоа што сум упатил и до Министерство за економија, до комисијата за регулаторната комисија и со Министерската за енергетика упатив наши барања за овие дејности да бидат категоризирани како бизнис дејности, микромали бизнис дејности и за да имат поволности и намалување на електричната енергија. Сега чекаме само одговор, до кога ќе го добиваме, тоа зависи се од владата и од министерството. Да, тука сме и со проблемот со старите занаети за кои одамна имаме констатирано дека се занаети во изумирање, за жал. Имаме ли тука некакво помрднување или некакво размислување во друг правец? Да. Старите занаети веќе почна да се субвенционират јас потекнувам од Куманово, веќе 4-та година символично, но да се субвенционират со одредена сума и да има семинари, панаири за нивните продукти. Мора Министерството за култура да преземе иницијатива, односно заедно со нас, да ги заштитиме како културно наследство. Затоа што нема многу стари занаети во Македонија, има 10 до 12 стари занаети кои ја представуваат нашата култура, традиција. И бараме трајно субвенционирање, доколку еден млад човек сака да прифати стар занат, да работи филигран, грнчар, шапкар, јорганџија, мора да Министерството за култура да преземе иницијатива за да можеме трајно да ги субвенционираме и старите занаити, тие што ни остана, да ги чуваме. Но од друга страна, ние имаме нова квалификација на дејности и додадени се уште 100 нови занаети во нашиот регистар, така да работиме во тоа да ги заштитиме старите занаети, но времето бара си нови занаети и нови процедури, каде што ние веќе од 140 шифри на дејноста, веќе имаме 240 шифри на дејноста, каде што изумират старите занаети, но никнуваат нови занаети. Поентата е во тоа што ние сме дефицитарни во сите занаети. Занаетчиството се претега од градежништво се до туризмот. Туризмот е старите занаети, но имаме плочкари, имаме водоинсталатори, имаме зидари, имаме автоелектричар, автомеханичар, автолакер. Значи, сите овие дејности кои се во нашиот шифрарник, производство на метални производи, сега не можам целиот шифрарник да го памтам, но имаме и нови дејности кои се дефицитарни во нашата држава и кои што треба да ги стимулираме и средните стручни училишта да отворат такви паралелки за да можат да имаме квалитетна работна сила во нашата држава, инаку ние гледаме дека секоја година недостасува квалитетна работна сила кај нас, бидејќи тој квалитет што го производуваме, односно што тука ствара, односно се школува, ни оди во странство и за прв пат во Македонија од претходната година по стимулација, односно по субвенцијата од владата на дуелното образование, имаме повеќе пријавени ученици во средни и стручни училишта, него во гимназиите и тука е тој
тој како момент да кажам дека треба да мислиме да ги субвенционираме младите, да не ја подценуваме занаечиската работа, односно професијата занаечија без обврска која е професија, за да можат младите полесно да ја прифатат, да бидат субвенционирани и за да ги задржиме во нашата држава. Да, имаме направено тука неколку емисии за дуалното и стручното образование баш на таа тема. Ги спомнавте, например, плочкари, електричари, таков тип на занаети. Гледаме од друга страна дека тие се веќе, ајде да речеме, можеби не дефицитарни, туку многу барани во државата и гледаме дека и нивната цена стана веќе, дека нивната работа стана прилично добро платена работа. Да. Имаме една изјава, скоро ја гледав, од CEO на Nvidia, која моментално е најголема светска корпорација, највредна светска корпорација, не знам колку, 5-6 трилиони долари, и го прашуваат него за тоа што да студираат младите. И тој вели, немојте веќе да студирате за програмери, немојте вели тоа, бидејќи вели сега вештачка интелигенција, сето тоа ќе се смени. Вели учите за електричари, учите за водоинсталатери, тоа сигурно ќе треба во иднина. За тоа дефинитивно ќе има потреба. Бев во една емисија, истото прашање ми го поставија и конклузија. Значи, ако сакаш да станеш милионер, треба да бидеш плочкар и водоинсталатер во денешно време и да се бавиш со овие занечиства. Да, технологијата го прави своето, но никогаш никој не може да ги замени вечните раци на секој мајстор. Значи, може да технологијата може да помага при процес на изработка на еден производ, но не може да ги замени рацете на тој мастор и на тој плочкар. Вештачката интелигенција нема да ја поправи чешмата тоа. Нема да ја поправи чешмата, нема да може да ја инсталира мрежата за парно грејање, затоа што она може да ти направи скица како да ја инсталираш мрежата, но не може она да ја инсталира мрежата физички. Така да тука е перспективата на секој млад човек кој ќе сака да се занимава или да има ваква професија, гарантирам дека е перспектива токму во овие занаечиства, затоа што нема да имат, односно немат работа, него ќе имат работа и ќе можат да придонесат за вработување на други лица. Затоа што гледаме експазијата со градежништво е во обем и ние по нашите градежништва кога одиме, гледаме турски работници. Значи, кога имат они можност да работат во нашата држава и да бидат добро платени, а зашто ние да не работиме, да не сме добро платени, да ги зимаме да го зимаме тој пазар во нашите раце. Така да секој млад што ќе се одлучи на ваков занаед, на ваква професија, јас гарантирам дека IT секторот веќе има заситеност од програмери, од сето тоа, ова е иднината за секој млад човек кој сака да има добри приходи за своето семејство и за себе. Тоа би требало тука државата да преземе поактивна улога. Прво, во смисол на стратегија да се детектираат дефицитарни позиции или позиции кои би биле попотребни во иднина, ги спомнавте турските работници, да не ги заборавиме работниците од Непал, кои веќе ги гледаме по нашите кафичи, по ресторани, веќе стана секојдневие, да речеме. Не го кажувам тоа како негативна појава, туку како феномен кој се случува, нели? Државата веќе после основно образование на некој начин да ги насочува децата, да им ги кажува овие работи за да знаат и за средното образование, но и потоа и за високо, дали да продолжат, дали да не продолжат, каде да се насочат, за да им ги објаснат сите овие позиции. Сега, сите ние сме биле во западниот свет и ќе го зимам примерот од Швајцарија. Значи, дури од основното се определуваат кој ќе оди во гимназија, кој е за овој занает и кој ќе одлучи да оди за друг занает.
дуалното образование тамо систематски е решено и државата треба да зема, иако имаме со Швајцарија, Стопанската комора има еден проект што за дуалното образование, но сериозно да донесе стратегија за да може да ги преквалификуваме учениците кои ќе продолжи со гимназија, кој ќе продолжи со занает и кој ќе продолжи во стручното образование. Затоа што ние, да, се сложувам, непалци, турци, можеби за жал ќе ни доаѓаат и афганистанци и многу други значи работници од странство, но ние имаме си култура, традиција која си ја споделуваме тука во нашата држава и не сме спремни како општество да прифаќаме други култури, други менталитети, затоа што сме ние дел од веќе од Европска унија со менталитет и со образование. За жал, јас ќе го потенцирам тоа, ако доаѓа до тоа, ние ќе имаме и огромни проблеми во нашето општество со културата нивна и со однесувањето нивно, така да мислам дека и дополнително само нашата држава ќе биде транзитна држава која што ќе стекнат тука дополнително искуство, ќе одат пак за другите земји, така да ние мора да мислиме за нашите деца, за нашата работна сила, бидејќи доколку се случува за недостатокот како што оди на работната сила за занајчиството, претежно зборувам зашто се околу нас е занајчиство, ние за 10 години, за жал, во нашата држава ќе мора да зборуваме на друг јазик, за да се разбереме со тие работници што ќе ни доаѓаат од истокот, и така да верувам дека сериозно државата ќе мисли каква стратегија да направи за да ги чува нашите деца тука и за да имаме наша квалитетна работна сила. Да. Господине Фазли, еве за крај каков е, бидејќи примерна соработка вие со Министерството за економија, да речеме, но се разбира дека имате и со другите институции, каква е соработката? Наоѓате ли тамо да речеме слух за сите овие барања и работи? Не само со Министерството за економија, ние имаме јавни овластувања, бидејќи го работиме едно шалтерскиот систем и Националната комора се состои од 15 регионални занајчиски комори. Ние имаме и со локалната самоуправа, имаме диалог, имаме и со владата диалог и со Министерството за образование и верувам дека нашето ехо што веќе алармираме за овие работи не се работи само од ова година, веќе сме биле и во други емисии каде што сме го потенцирале овој проблем и гледаме дека има развиденост од мерката за самовработувањето, од оперативниот план. Е покачената сума од 5.000 во 10.000, но мора да се повеќе дават средствата за младите да останат тука и да има клаузула на таа фирма што ќе се отвори, бидејќи взимам општ пример, сум взимал пример доколку доктор специјалист специализира од средствата на државата, треба да го држи тоа работно место 8 години. Да, имаме механизми како да ги зачуваме. Доколку една фирма обстои 5, 6, 7 години во пазарот во нашата држава, веќе таа фирма стекнува искуство и мислам дека ќе остане тука. Затоа ќе треба многу внимателно да се донесе стратегија со сите комори, не само со нашата, и со владата, и да направиме квалитетна работна сила со субвенции, но со ограничувања кај младите да не можат да одат во странство, затоа што ние правиме само готов продукт, кој што, за жал, 50% оди бега во странство и тамо се запослува. Гледаме дека и кај медицинарите, медицинските сестри се запишуваат повеќе во стручните училишта, но од една анализа сите тие што завршуваат како сестри, како браќа си заминуваат дури 75% од нашата држава.
Да, за жал. Добро, еве се наде... За жал, Да, за жал. ќе ги слушнат, јас сум сигурен дека надлежните ги слушаат и овие пораки, па да се надеваме дека еве полека можеби се менуваат да работите, но овие промени да ги забрзаме малку за да добиеме подинамичен процес и подобра иднина. Да, ќе бидеме упорни во тоа. Зашто се работи за нашата држава, се работи за нашите деца и се работи за нашата економија. Ние како комора ќе бидеме упорни во ова што го бараме и верувам дека државата ќе ги слушне нашите барања, не само државата, и медиумите благодарност до сите медиуми, зашто имаме исти проблеми, исти можеби утре ќе ни недосесуваат камен мамените и сето тоа, затоа апелираме и верувам дека ќе бидеме во контакт со медиумите и со владата за да можеме да направиме добро за нашата држава. Да. Господине Фазли, ви благодарам уште еднаш за учеството. Благодарам за поканата. Ќе бидам секогаш тука за да ги образложиме и нашите барања и да дадеме конкретни примери зашто државата треба да стимулира млади луѓе да бидат тука во нашата држава. Се разбира. Благодарам уште еднаш. Ова беше крај и на вториот дел. Останете со нас. Третиот дел продолжува со Илија Јовановиќ од невладината Градеме. Иднина се враќаме за кратко.